Покрај честитките од премиерот Зоран Заев, председателот Ѓорѓи Иванов и председателот на Собранието Талат Џафери, новогодишна честитка ни стигна и од Будимпешта, нашиот омилен екс-премиер, а не Емил Димитриев. Кысыным. Оваа година беше година полна со предизвици. Предизвици како, например, да се помине албанската граница, како да се помине црногорската граница, како да се помине српската граница, па на крај како да се помине и унгарската граница, се разбира. Меѓутоа, на крај, оној кој што е упорен и ќе вложи многу труд, ќе надмине се, па и себе си на крај. Би сакал да им порачам, односно да им посакам добро здравје, пред се на оние кои што се вработени во царина и исто така и во граничната полиција, бидејќи сите овие предизвици не може да ги совладам без нив. Додека пак на оние кои што нема добро здравје, топло би им препорачал да дојде тука кај што сум јас, има одвични лекари, посебно за оние кои што имаат хронични синуси и така натаму. За на крај би сакал да ви препорачам дека не е се така црно во Македонија, бидејќи таа овие задни неколку години главаше црсто напред кон неу и како еден резултат на сето тоа може да видите дека јас сум веќе во Европска унија и ве чекам. Така да поздрав, држете се, запамтете дека сум со вас. И на домполно на крај, само папагалот Томе на Маријан што беше и тука го побававме, меѓутоа не успевме да го најдеме. Благодарам. Пинцел, ево мако. Тоа беше поранешниот премиер Никола Груевски или скратено НГ, односно СНГ, односно Среќна нова година.